Денес ќе направиме кратка анализа на криптопазарот. Ќе погледнеме што се случува со Биткоин, Етериум, BNB и XRP. Вкупната вредност на криптопазарот се намали за околу 1,7% и сега изнесува приближно 3,6 трилиони долари. Стравот повторно доминира меѓу инвеститорите, а индексот Fear and Greed падна на само 27 поени, што е најниско ниво одапред. Биткоин се тргува околу 104.000 долари и 400 со пат од околу 3%, Етериум е околу 3.515 долари, што е намалување за повеќе од 5%, BNB се движи околу 955 долари, а XRP околу 2,27 долари. Пазарот е целосно во црвено и тоа не е само поради техничките фактори, туку и поради комбинацијата на макроекономски и институционални причини. Во последните неколку дена се забележани 4 последователни дена на одливи од американските спот ETF-ови. Само на 3 ноември Биткоин ETF-ите забележаа нето повлекување од околу 186 милиони долари, а Етериум ETF-ите повеќе од 135 милиони долари. Овие изливи јасно покажуваат дека институциите за сега се повлекуваат од ризик. Од макро страна, федералните резерви порачаат дека последното намалување на каматите во октомври можеби ќе биде и последното за оваа година, што ја засили силата на доларот и ги подигна приносите на државните обврзници. Тоа директно ја намали ликвидноста на пазарот. На сето тоа се надоврза и безбедносниот проблем, напад врз DeFi протоколот Balancer, каде беа украдени околу 128 милиони долари. Настанот го зголеми недовербата во пометните договори и предизвика дополнителна продажба кај токените поврзани со Етериум. Биткоин се движи околу 104.500 долари, главната поддршка се наоѓа токму околу 100.000 долари, а отпорот е меѓу 110 и 115.000 долари. Историски гледано, ноември често бил позитивен месец за Биткоин, кој просечно носи раст од 25 до 30%. Ако притисокот од ETF-ите се намали, можно е стабилизирање и враќање во опсегот од 105 до 115.000 долари. Но аналитичарите предупредуваат дека неделава може да биде една од најволатилните досега. Етериум се тргува околу 3.520 долари. Падот е резултат на истите институционални отливи, но и на дополнителниот притисок поради нападот на Balancer. Поддршката е околу 3.300 долари, додека отпорот е блиску до 3.800 долари. За сега нема јасни знаци на промена во трендот. Цената на BNB е околу 958 долари, што е пат од речиси 6%. Иако основата на проектот останува стабилна, BNB бележи поголем пат од Биткоин и Етериум. Поддршка има околу 940 долари, додека првата зона на отпор е околу 1050 долари. За да се види вистинско закрепнување, потребно е подобрување на целокупниот пазарен сентимент. XRP се тргува околу 2,27 долари со пат од над 5%. Се чувствува ист притисок како кај останатите токени, а ниската ликвидност само го засилува движењето надолу. За краткорочни трговци можно е мало одбивање ако пазарот се стабилизира, но без поширок поравок тоа ќе биде привремено. Во моментов пазарот се движи во насока на екстремен страв. Сепак, според историските податоци, токму ваквите периоди често биле вовет во идни растови. Клучно е да се следи дали ETF одливите ќе продолжат и како ќе се развиваат макроусловите во САД. Ако ликвидноста почне да се враќа, постои можност за опоравување веќе во втората половина на ноември. Тоа беше се за ова видео. Доколку ви се допадна, не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на нашиот канал.